Еве сме јасици во кујната, веќе подготвени со оно кој што денеска го имаме на ум и е сосема едноставно или нешто кој што ќе си го направиме утрово. Веќе започнавме малку чија и увесни снеголки, а потоа и ќе си додадеме грчки јогурт и со банана, ако има можност и простор јаболко, ако не, ќе останеме на бананата. Како и да е, одлично утринско освежување покрај утринското кафе кој што рековме е составен дел или ритуал на многумина. Утринското будење ни е исто така во овие минути и секогаш се поврзуваме со различни соговорници, луѓе, пријатели на утринска телма, личности кои што имаат навистина што да кажат и да соопштат различни новости, а исто така и да позборуваме за нивните индивидуални утрински ритуали. Денеска ќе имаме можност да се поврземе со Борче Стаменов, познат хуманист или човек кој што веројатно цела Македонија го знае од Донирај компјутер, една одлична акција, односно иницијатива која што прерасна во една одлична акција која се повеќе и повеќе зема замав с благодарение на сите хумани луѓе, а се со цел нели да се помогне онаму каде што најмногу треба. Борче го имаме во моментот и се поврзуваме со него. Добро утро. Добро утро, Борче. Добро утро, се слушаме, се гледаме, се надевам. Да, се слушаме и се гледаме. Верувам дека и ти добро не слушаш и не гледаш. Успеавме да те добиеме малку. Се исплашивме да не се поврзаме како што треба, но добро е што ти имаме на линија. Малце ми отиде умот дека у среда треба да се слушнеме. Ние требаше да се слушнеме денеска за да зборуваме за во среда, така? Да, како и да е. Борче, ти посакуваме добро утро и ти благодариме што овие утрински минути, иако веројатно твоето утро е прилично зафатено па и секојдневие, но сепак ги одвојуваш за утринска на телма. Па, ајде, јас би почнала од она кое што ти го имаш како новитет прво тоа, потоа малце ќе позборуваме и за утринските ритуали. Покрај акцијата која што закажана за во среда, ако има повеќе детали се разбира ќе ни кажеш, би било добро да споделиме дека ја добиваш и наградата Мајка Тереза, која што ќе ти биде доделена во август, инаку награда која што се добива за хумана дејност, а веројатно припаѓа и во вистинските раце. Честитки за тоа. Да, токму така, фала честитките. Таа награда, кажав, нели се до за хумана работа, хумана работа, која што ние 9 години веќе работиме. И тоа е една награда која што мислам дека точно како што кажавте, тоа оди во наши рад, во исправни треба да ја добијат. Акцијата која што ја справиме за среда, која што спомнавте, е донација на околу 200 компјутери од една наша банка. Моментално се координираме нели со превоз, со луѓе, со луѓе кои што ни помогнат нели нормално. И отприлика тоа е тоа за сега. Да, Борче, многу активности и оваа година, како и сите претходни изминати кои што ги напомене и сосема заслужено ќе оди оваа награда, како што веќе нагласивме, но има ли се повеќе, ние важиме нели за хумана нација, но има ли се повеќе луѓе кои што отворено гледаат или поотворено, посвесно гледаат на сите овие работи и одлучуваат да донираат компјутери? Не зборуваме сега само за компаниите, зборуваме и за луѓе кои што нели индивидуално тоа би го правеле. Така, као народ сме доста хуман. Значи тоа може да се види и по нашите активности, може да се види и по активности на други издруженија кои што ги имаат. Јас можам да зборам од наша страна. Значи, ние имаме договор со компанијата Нептун, каде што секој човек кој што хоче да донира, може едноставно да го достави својот компјутер во нивните канцеларии, во нивните простори. Еднаш до два пати месечно, нели зависи од тоа како има потреба, нека ти носи тие компјутери до кавадрата кај нашата работилница. Ако видиме нели за други здруженија и се случува исто кога се нели кога некој бара помош за кување, тоа го прават до Дикрауд. И едноставно има кампањи кои што се вршуваат за рекордно брзо време, така да може да кажеме дека сме доста хумана нација и тоа доста ми е мило што сме нели и ние дел кој што го предизвикува кој што е предизвикува целата таа хуманост.
Да. Борче, оние кои што те следат и тебе на социјалните мрежи и официјалната страна на Донирај компјутер, веројатно ќе забележат дека постојано сте активни во смисла на информации колку и што е донирано, нели до која бројка е стигнато, и сето тоа е фасцинантно за сите оние кои што го следат, особено и за оние кои што се хумани, а најдобре дојдено за оние на кои што им треба таа помош. Па од почетокот на реализирањето на оваа идеја и иницијатива, благодарение на тебе и на твојот тим, што е оно кое што е вака, како што и спомена, 9 години поред, може да го кажем од една временска дистанца, и еден добар пример за сите оние кои што имаат па слични идеи, па и можност да помогнат таму каде што е најпотребно. Вака, значи ја од секогаш сум кажувал да секој кој што може да се вклучи или што може да направи некој добро дело, да не се двоми воопшто. Нашиот пример го следат многу луѓе, тоа се гледа по огромниот број на донации кои што пристигаат секојдневно. Една работа за која ми е посебно мило е што направивме договор со Техничко училиште од Кавадарци, Киро Спанџов преку договор, од каде што секој ден ни идат млади деца кои што се инспирираат и добиваат и други идеи, например како да се вклучат и да бидат хумани. Нашиот дел таму е, значи, не само да ги учиме да бидат хумани, туку едноставно добивате некоја едукација и имаме дечиња кои што, например, и покрај тоа што им завршува некоја летна пракса што мора да идат, секој дали може да останат уште да работат во Донирај компјутер. Од друга страна може да гледаме дека и покрај тоа, нели, што ги прави хумани и што им дава на некој начин образование, има дечки кои што биле на обука во Донирај компјутер и потоа се запишале на истиот смер што ние го учиме, и едноставно сега се, да кажам, подобри луѓе и полесно може да се вклопат во целата IT заедница. Има дечки кои што се вработиле по струка и тоа ми е баш мило за тоа што служиме како иницијатива и како некоја отскочна даска за тие дечиња. Да, и верувам дека сте посебно горди кога гледате како ги изнесувате децата на прав пат, кога зборувате за вистински вредности, за хумани работи, нешто што е навистина, да речам, обележје на нашата нација. Борче, дали ќе следува период на паузи и летни одмори, или ова лето не стивнувате со активностите? Што понатака, можеби до крајот на годината или од септември, или можеби и август ќе биде работен за вас? Па ќе работиме уште околу месец и пол вака турбо. Имаме уште една голема донација која треба да подигнеме, тоа е околу 400 парчиња на IT опрема. Сакам да стигнеме барем до 4000 компјутери како донација, и после тоа малце може да се ставиме на пауза или да успориме, затоа што чекаме принево во семејство и нормално е да се посветиме на други работи. Значи наскоро ќе станеш татко? Да. Нека е со среќа. Борчеве, тоа можеби, ако оние кои што не го знаат, вака го споделуваш заедно сутринска на Телма, и веројатно тоа е еден од најубавите периоди во животот кој што допрева следува, дополнително и мотивација во работата, бидејќи тоа е еден сосема, нели, нов начин на живот или нова енергија. Она кое што стои како податок, 3570 донирани компјутери, така? Да, тоа е до вчера. Тоа е до вчера, да, и моментално имаме уште 4 училишта кои што треба да ја опремиме, и тоа ми е некој план да стигнеме барем до 100 опремени училишта. Нормално, семејства се пријавуваат цело време и училишта се пријавуваат цело време, така да ние не застануваме тука, кајаме да собереме колку што можно повеќе компјутери, за да може да опремиме поише и луѓе и училишта. И при тоа, тоа што знаете, ни помагаат и граѓани, тоа е толку. Да. И веќе го испратиме апело за сите оние кои што и помагале да помагаат и понатаму, и за оние кои што сметаат дека треба и се доволно хумани тоа да го направат, а може малку и за утринските ритуали. Да, може ли, Борче, да ни споделиш кога вообичаено ти започнува денот, и ако не си ранобудник, веројатно со приновата ќе се променат малку работите, пак имаш и нов природен аларм. Дали ќе ти биде тешко навикнувањето? Тоа ни е прашањето, ако стануваш малку подоцна во текот на денот. Кога вообичаено стартува твоето утро? Што лесно менува навики, така да не мислам дека не е толку многу проблем тоа, мада сите ме плашат дека им биде. Но не е тоа за плашење? Не, нема некои посебни ритуали. Јас денот го започнувам со кафе и обаведно поедок.
тоа до 10 саат мора да ми биде средено. Почнувам со работа од кај 10 часот. И таму натаму како и мислам како наложуваат околностите, така и се работи. У фирма гледам прво да ги сработам, нели, тие што ми се обврски од компанијата кај што сум работен, па после тоа идат донациите, отприлика тоа е денот. Навечер може да се изеде некој пиво и отприлика тоа е тоа. Одлично. Комбинирано секојдневие со работа, задоволство и се разбира време за себе и за најблиските. Пред да те поздравиме, Борче, еве само уште еднаш честитки за наградата која што ќе ти биде врачена во август. Во контекст на тоа само уште нешто, како и на кој начин ти реагираше кога слушна дека ќе ти биде доделена наградата Мајка Тереза и што значи ова за тебе во смисла на тоа да веројатно дополнително се зголемува и мотивацијата, но и начинот на кој што го правиш тоа кој што го правиш. Така, јас си имам кажано и порано, значи награди како награди никогаш не ми биле примерна цел за да го работам тоа што го работам. Нормално секогаш кога ќе добиш награда, значи некоја потврда за цел труд што си го вложил. Сега Мајка Тереза е таква награда што искрено може малци ја посакува за тоа што ги знаеме активностите на Мајка Тереза и ние многу се пронаоѓаме во цело тоа што она го работи нормално на глобално ниво го работела. И тоа толика неочекувано и нормално дека бев среќен. Секогаш кога се добива некоја награда од исто локација, пошто ова ни е втора државна награда, сега виш човек и баш нека се малце смеевме за тоа дека ни носи среќа кога се слушаме, а се слушаме нели ретко втора награда државна ова. Така да отприлика тоа е тоа за наградите. Јас искрено имам еден зид што буквално секоја благодарница и секоја награда што добиле е закачена и веќе тој зид така мал. Нема место веќе. Но ќе се најде за оваа посебна награда. Така да, не се толку многу важна награда, колку важна наградата од тие семејства кои нели тоа благодарам. Од луѓето, апсолутно е така. Да, Борче, ти благодариме многу за ова утринско дружење, за сите овие споделени убави корисни информации. Оние кои што сакаат да се приклучат во понатамошните ваши акции, може да ги посетат социјалните мрежи на Донирај компјутери, таму понатака да се информираат за се останато. Ти благодариме многу уште еднаш и ти посакуваме убав работен ден и се разбира убава работна недела, бидејќи имаме уште многу денови до крајот на истата. Така да. Благодарам за јавувањето и нормално секако што сака да се почне од компјутер. Сето тоа може да направи на фан страната на компјутер, од таму некој говори, па од таму натаму се договараме што како. Така е. Ете, уште еднаш подсетување за сите оние кои што не следат. Борче, ти благодариме и се гледаме веројатно со тебе во студиото од септември, кога ќе имаме и новитети и кога ќе имаме ние наша нова сезона. Поздрав до тебе и ти посакуваме успех